И точно време е за нашиот последен гостин со кој што ќе најавиме еден многу битен настан кој ќе се случува на 1 и 2 наредниот месец. Станува збор за дигиталниот самит на Западен Балкан, кој се случува на 1 и 2, како што реков, октомври, а денеска наш гостин со кој ќе говориме на оваа тема е советникот во Министерството за дигитална трансформација Дамјан Домазетовски. Добре ни дојдовте. Благодарам по каната. Да, честитки за целата организација и еве за почеток да ве прашам што всушност представува овој дигитален самит и од каде иницијативата за истиот? Да, така, дигиталниот самит е еден годишен настан, значи кој што се случува во регионот преку Берлинскиот процес уште во 2018 година. Значи, што е тој? Тоа е, како што реков, еден годишен настан кај што се поврзуваат влади, меѓународни организации, бизнис сферата исто така, каде што заедно се спојуваат за да се убрза тој процес на дигитална трансформација во регионот. Значи, започната, како што кажа, во 2018-та и првиот е исто била домакин Македонија и секоја година врти во различна земја членка на Западниот Балкан. Така да годинава, претходната година е скокнато и годинава е пак наша чест да го гостуваме тука во Скопје. Така, одлично. Јас верувам дека ќе се покажеме како одлични домакини. Се надевам. Зошто токму е битен за нас, овој самит е битен за нас, токму сега за нас и за регионот? Вака, значи, зашто е битен? Овој самит ќе бе следна недела, значи на 2 октомври, Македонија ќе биде, ќе го гостува можеби најважниот настан за дигитална трансформација на институционално и бизнис ниво во регионот. За нас е тоа битно како министерство, пошто више сме една година, значи само од основањето, значи ќе можеме да се дискутираат теми кои што се битни за нас, така да за нас е тоа стварно голема чест да имаме шанса да гостуваме и да ги споим, да го убрзаме тој процес на дигитална трансформација. Одлично. Ајде малку повеќе да им откриеме на гледачите околу локацијата, околу агендата и се она што ќе се случува во тие 2 денови. Вака, значи ќе биде на 1 и 2 октомври во Музеот на современа уметност. Тоа е една стварно уникатна локација за нас. Ќе имаме 2 стејџа, ќе биде значи поделено ќе биде на main stage и tech stage. Што значи тоа? Значи на main stage-от ќе се прикажуваат темите, клучните теми кои што ќе бидат на самитот спомнати. Тоа се дигиталните паричници, интероперабилноста и сајбер безбедноста, додека на tech stage-от ќе бидат споменати останатите теми, вештачката интелигенција, 5G конективноста, така да временски ќе биде, значи на 1 октомври ќе имаме дел од tech stage-от кој ќе трае од 3 часот до 7 часот и на 2 октомври ќе бидат главните теми спомнати. Тоа ќе трае скоро цел ден од 9 до 5 часот. Очекуваме отприлика 800 гости до сега. Само 800? Па да, интересот е стварно голем, така да, се надеваме на успех. Браво, секој чест, ова е навистина доста вака за поздрав. Каков е профилот на учесниците, на гостите кои што ќе бидат присутни таму и дали ова се предпоставувам ќе биде од затворен тип, така нели? Вака, ќе биде моментално е комбинација на покана и регистрација. Да, ќе биде од затворен тип, значи нема да може само да се влезе, ќе мора присутните да бидат регистрирани. Профилот на гости е од владино ниво, значи тука се министрите задолжени од сферата на дигитализација во Западниот Балкан, на Црна Гора, на Косово, ќе имаме високи представници исто од задолжени за сферата дигитална трансформација од останатите земји, Србија, Албанија, Босна, така да тоа е едниот профил, исто така имаме профил од бизнис сферата. Значи тука ќе имаме високи представници на Visa, од Deutsche Telekom, од Open Wallet Foundation и меѓународните
организации секако, како например Светска банка, UNDP, Open Wallet Foundation, така да и така натаму, така да тоа ќе биде комбинација на доста мотивирачки. Кои се темите за ова годинешното издание? Темите, како што напоменав, значи ќе имаме три клучни теми околу кои што ќе се врти самитот на главната сцена. Тоа се дигиталните паричници, дигиталните вакво wallets, digital wallets, cyber безбедноста и интероперабилноста. Тоа се теми кои што Министерството овие година дена се пробува да ги, значи многу време е посветено на решавање на тие проблеми, така да на главната сцена тие се темите кои што ќе бидат зборувани, но исто така сакаме да ги споменеме и останатите теми, така на тек стејџот ќе се зборат и останати као 5G и конективноста, вештачката интелигенција како многу битна тема во моментов, исто така и бизнис сферата и нивното место во Европа. Така. Предпоставувам дека и гледачите ги интересира што конкретно добиваме ние како граѓани од овој самит во поглед на услуги, во поглед на рокови. Да, вака. Значи ние не кефме, тоа ни беше идејата, да не биде само насна, сакавме да извлечеме од ова нешто конкретно за граѓаните и многу сме среќни што успеавме преку наша иницијатива да, значи, како што кажав, бидејќи ќе има профили, значи министри и луѓе од висока позиција задолжени за дигитална трансформација во регионот, настанот ќе заврши со една заедничка изјава која што ќе биде иницијатива за роаминг како дома. Што тоа значи? Значи тоа ќе биде еден патоказ како и повик кон Европа да граѓаните на Западен Балкан добијат бесплатен роаминг кога се во Европската унија, што мислиме дека стварно една убава работа за граѓаните. Барем да бидеме безгрижни на тој план кога патуваме. Така, за сите оние кои што можат да си ги дозволат, се разбира, патувањата. Имаме ние уште многу прашања кои што верувам дека ќе ни стаса времето. Еве да кажеме кои се клучни партнери и која е нивната улога во целава оваа приказка. Главен институционален партнер нас ни е регионалниот совет за соработка. Тоа е исто една меѓународно тело створено преку Берлинскиот процес, кој што е од самиот старт со нас во организацијата на самитот, значи во договарањето на темите, целата организација. Но тука исто така би сакал да ги споменам, значи нашите главни партнери, тука се Виза, Македонски Телеком, UT Кредит, Волт, останатите ги имаме Неоком, исто така Државна лотарија, значи тоа се партнери кои што ќе бидат присутни со нас на самитот и помагаат во организацијата и останатите делови, така да голема благодарност и до нив. Се разбира. Кои од институциите ги очекуваме, можеби и од меѓународните организации? Од меѓународните организации, значи ги очекуваме, како што ги напоменав, значи Виза ќе бидат присутни, тука се Светска банка, тука се UNDP, исто така од ITU очекуваме представници, така да стварно ќе прилично многу меѓународни организации ќе бидат присутни. Освен како присутни, еве тука е British Council, ќе бидат исто така и гости, значи останатите што ако нема присуствуваат на некој начин како спикери, ќе бидат присутни како гости. Така, споменавте спикери, говорници, кои од говорниците еве вака би ги издвоиле, можеби некои имиња кои што уште повеќе ќе го дигнат нивото на целиот самит? Да, меѓу најважните за нас секако тука е премиерот Христијан Мицкоски и меѓу другите, значи ги имаме високи представници на Виза, ќе биде тука Амер Капетановиќ, кој што е генерален секретар на регионалниот совет за соработка. Тука ќе имаме исто така горди сме, ќе имаме представници на Европската комисија, Рената Николај, кој е од Digital Connect, исто така тука ќе имаме високи представници од Светска банка, така да тие се од Deutsche Telekom, ќе го имаме Марк Васич,
Така да стварно еден висок профил на гости и спикери. Да, верувам дека го поттикнуваме полека и вниманието и љубопитството кај оние кои што имаат афинитети кон ваквите теми и кон ваквите настани, па ајде да им дадеме насока и информација и на гледачите како тие можат да се регистрираат и како можат и тие да се вклучат во се она што ќе се случува на самитот. Да, значи целата агенда више е објавена на официјалната веб страница, значи тоа е digitalsummit.com, значи више е објавена агендата таму и е отворена регистрацијата за тие места што се останати и исто така ќе имаме и апликација која што може да ја симнат, кај што исто така ќе е присутна агендата, така да значи напомена дека само со регистрација ќе може да се присуства, бидејќи просторот е ограничен и дозволува ограничен број на места. Така да за сите заинтересирани може да на тој начин да се регистрираат и ете да присуствуваат во убав настан. Одлично. Јас посакувам навистина успешен самит и оваа година да се покажеме како добри домакини. Во меѓувреме ја замолувам режијата да го подготви прилогот на колешката Билјана Божиновска, во кој што ќе се потсетиме уште еднаш дека вашето тело, поточно нашето тело, не предупредува дека не внесуваме доволно вода во организмот. Водата знаеме дека е суштински елемент во човековото тело и ако пиеме доволно вода, ако доволно го хидрираме нашето тело, тогаш ја зголемуваме и елиминацијата на токсини, но многу повеќе ќе погледнеме во прилогот. Дамјан, благодарност голема за гостувањето ова утро и посакувам навистина да се покажеме во вистинско светло како добри домакини. Благодарам уште еднаш на поканата, се гледаме на 2 октомври. Се гледаме повторно, така.